Ова посета доаѓа во момент кога ние овде во Република Македонија се наоѓаме во клучна фаза кога правиме проценка на исполнетото од нашиот реформски акцијски план 369. Тоа е нашиот патоказ и нашата брза трака кон почетокот на пристапните преговори. Немаше никакво сомнение, откако граѓаните на Македонија ја искажаа својата волја на последните парламентарни избори и кога во собранието се создаде парламентарното мнозинство, дека првите приоритети на надворешната политика на новоизбраната влада ќе бидат одмрзнување на процесите од нашите стратешки аспирации, членството во НАТО и Европската Унија, заедно со добрососедската политика. Владата има цврста определба за унапредување на политичката состојба во Република Македонија и е целосно посветена на сите реформски процеси за демократската обнова на општеството. Во делот на изборите, владата ги прифати и спроведе препораките на ОПСЕ ОДИХР и Венецијанската комисија за поддршка на Државната изборна комисија. Организиравме и спроведовме демократски, фер и професионални локални избори со одобрување на меѓународните наблюдувачи. Во целосна соработка со Собранието на Република Македонија, владата се фокусираше на враќање на демократскиот амбиент и политички диалог во општеството и институциите, преку соработка со сите парламентарни партии и особено со опозицијата. Владата во голема мера постигна соработка и кохабитација со институцијата председател на Република Македонија. За оваа влада, граѓанското општество е рамноправен партнер и коректор на нејзините одлуки. И токму затоа наскоро ќе ја комплетираме институционалната рамка за функционална соработка со граѓанските здруженија. Реформите предвидени со планот 369 во медиумската сфера трајно ќе го ослободат медиумскиот простор од било каква институционални или персонални влијанија, вклучително и од финансиската зависност. Владата го прекина комерцијалното рекламирање во медиумите. Предстои создавање законски услови за независност, зајакнување и целосна професионализација на јавниот радиодифузен сервис и на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Во делот на реформата на правосудството се формираше Совет за реформа на правосудниот сектор, надлежен да ги координира и следи реформите во правосудниот сектор. Инклузивни работни групи подготвија, а владата го пушти во собраниска постапка пакет од закони со кои се укинува Советот за утврдување на факти согласно препораките на ПРИБЕ и предлог законот за изменување и дополнување на законот за заштита на сведоци. Исто така, работна група подготви предлог на закон за изменување и дополнување на законот за заштита на укажувачите. До крајот на овој месец ќе биде усвоена стратегијата за реформа на правосудниот сектор 2017-2022 со акцијски план согласно препораките на Европската комисија. Завршницата на интензивната фаза на овие реформи е предвидена до крајот на оваа година. Капацитетите на народниот правобранител беа зајакнати со одобрени нови вработувања во канцеларијата на Омбудсманот до крајот на годината. Во делот на реформите на разузнавачките и безбедносните служби, МВР спроведе интензивни консултации за моделот за реформа на разузнавачкиот и безбедносниот систем. Се основаше работна група за надзор над работата на Управата за безбедност и контраразузнавање и на Агенцијата за разузнавање и за надзор над примената на мерките за следење на комуникациите. Го формиравме Националниот комитет за спречување на насилен екстремизам и борба против тероризам, чија работа ќе даде резултати многу скоро. Почитувани, реформата во правосудството треба да отвори простор за вистинска независна судска власт, која ќе го искорени криминалот и корупцијата и на граѓаните ќе им ја врати вербата дека правдата во Македонија е возможна. Со сеофатна реформа на безбедносните и разузнавачките служби, низ отворена експертска и јавна дискусија, до крајот на годината ќе биде усвоен пакет од закони неопходни за реформа на системот за следење на комуникациите, како и за воспоставување на дворечен механизам за негова контрола.
Основна цел ќе биде да воведеме демократска контрола на разузнавачките служби, нивно законско работење и целосна заштита на граѓанските и човековите права, што ќе ја врати јавната доверба во институциите. Превземени се активности за целосна деполитизација и професионализација на администрацијата и за градење на квалитетна и сервисно ориентирана јавна служба. Напоменувам, ова се само врвни приоритети. Другите реформи течат континуирано. Почитувани, домашните реформски иницијативи и активности во надворешната политика никогаш не биле подинамични. Интензивно работиме на подобрување на односите со сите наши соседи, вклучувајќи и Грција, со која забрзано и заеднички работиме на решавање на проблемот. Затоа очекуваме со право Република Македонија да стане дел од стратегијата за проширување на Европската Унија, најавена да биде соопштена во февруари наредната година. Очекуваме да добиеме чиста препорака за влез во Европската Унија и датум за предпристапни преговори на Европската Унија со Република Македонија. Ние ќе испорачаме резултати, затоа што овие реформи пред се за наше добро, но во исто време очекуваме нивно соодветно вреднување од европските институции. Време е во многу блиска иднина да се направи неопходен исчекор и Република Македонија целосно да биде извлечена од долгогодишната криза и со европскиот ветер во грбот, да ја заокружи својата визија за модерна, економски напредна и респектирана држава. Заеднички Република Македонија, државите од регионот и Европската Унија да го зграбиме моментот за доброто на сите граѓани. Благодарам.